Се наоѓаме на пчеларникот на пчеларот од Кочани Слободан Данилов. Разговараме токму за пчеларењето, за тоа кои активности ги имаат пчеларите токму во овој период, кога е и период на медобер, но и на вадење на матичен млеч. Добро ни дојдовте во емисијата, добро кажав. Добро ве најдов. Во најавата се наоѓаме на вашиот пчеларник. Еве, кажав јас дека е фаза, односно период на медобер. Што всушност, какви активности имате ви пчеларите? Значи, наоѓаме се на пчеларник на фамилијата Данилови, која веќе има многогодишна традиција. Во период сме кога пчелите ја постигнуваат својот максимум у развојот, период кога сите пчелари ги имат максимално подготвено своите пчелни семејства за медоберот. Освен медоберот, во овој период на годината присутни се и други активности, односно производство на други пчелни производи, како што е млеч, полен, па и прополисот. Значи, оваа година посе специфична у дело на пчеларството, почнувајќи од зимскиот период, кога имавме екстремно ниски температури и поради несоодветното добро заземени пчелни семејства имаше голема загуба. Одредени пчелари имаа и по 80-90% од своите пчелни семејства загубени. Пролетта беше исто така специфична. Тешко идеше развојот, значи не се постигна максимален развој за да во време на медоберот пчелните семејства бидат силни, многобројни и максимално да ја искористат природата. Значи сега веќе во периодот на медобер општа е состојбата, не само со состојбата на мојот пчеларник, него и сите пчелари се со сличниот проблем дека годината ќе ни биде многу тешка, односно ќе биде намален драстично медоберот, па со тоа и сите други пчелни производи. Значи, овој период во изминатите години беше со голем медобер, со голем унос на нектар, пчелите беа максимално развиени. За разлика оваа година се соочуваме со овој проблем. Да, дали само пролетните мразеви го направија тоа за што зборувате? Пролетните мразеви само беа дел од низата на проблеми што, да речем, природата си го прави своето. Ние тука не можеме многу да влијаеме, меѓутоа и во овој период со екстремните температурни варијации, односно дењи имавме добри просечни температури, меѓутоа ноќите со пат на температурите под 10 степени. Секој цвет што во овој период дава нектар, престанува да нектаре и останува само како цвет, без да го даде својот дел на пчелата. И што може да се направи сега? Еве, времето се го направи своето. Кои активности треба да се преземат за да, еве, барем нешто се извлече од мед? Сега во овој период веќе многу малку нешто може да се направи, бидејќи времето е фактор за сите действија да се во секое време е одредена активност која ќе допринесе, ќе се заврши со максимално јаки пчелни семејства и кои ќе донесат од природата очекуваниот род, односно нектар. Сега веќе се наоѓаме во период кога веќе пчелите поминуваат во наредна фаза, односно веќе престанува максимум на развој на пчелните семејства и почнува период кога баре во овој низински одел, за разлика кога пчелите почнуваат веќе да се спремат и за зимскиот период, односно да се донесат, односно да се обезбедат солидни залики на нектар за преживување на самите пчелни семејства. Веќе не можеме да зборуваме за оваа година дека ќе имаме солиден медобер, дека ќе имаме приходи, приноси, веќе се станува да се преживеат пчелните семејства кои баре да се надеваме за наредната година ќе бидат спремни и ќе донесат род. Сега друга варијација е веќе селидбеното пчеларење, кое на одредени локации се уште постојат шанси, и тоа со шанси, нели,
доколку временските прилики се поклопат, тоа е планинската ливада и плантажите со сончоглед во овчеполието. Значи, одредени пчелари кои се спремни со опрема, имат развиено добри пчелни семејства, да ги пренесат на друга локација каде што ќе може да се... Меѓутоа, сепак се на крајот зависи од временските прилики. Намалените приноси ќе влијаат ли на цената на медот? Секако ќе влијаат, значи нема да имаме понуда како што е од годините. Значи самата понуда ќе биде сега се движи 350 денари за килограм, 300 денара го продават од прак, односно од не на пазар. На пазарот е 350 денари, меѓутоа просто речено ќе нема мед. Да. Ќе нема мед и баре до сегашните ситуации и доколку нешто природата не коригира во наредниот период, тоа ќе бидат минимални количини кои за разлика од минатите години кои беа просечни, па имаше 2015 надпросечно, имаше солиден медобер, имаше голема понуда на пазарот на мед. Меѓутоа оваа година сигурно нема да се случи тоа. Можеби природата малку ќе не коригира, ќе се донесе нешто мед, али на крај краишта најголем проблем е пчелите да се обезбеде мирен зимски зимување на пчелите за наредната година. Односно, бројката да се врне по пчелни семејства и да збаре за 2018 година, доколку са тука и фактори парите. Значи, сите пчелари очекуваат субвенции. Тоа не се случува до сега, значи законскиот рок е 30 јуни. Се уште немат исплатено за 2016 година. За 2015 година, мислам, беше субвенции, да, презимени пчелни семејства во 2015 година, што представува дополнителен проблем во оваа тешка година за да се обезбеде доволно прихрана за пчелните семејства и заштита. Односно да се третират за одредени болести пчелите. Значи, по ова укажување можеме да заклучиме дека пчеларството и не е баш лесно. Еве да зборуваме за пчеларењето. Дали можеме да споменеме дека е занимање, односно хоби, и дали на вас лично ви е интересно и занимливо кога ќе дојдете и релаксирачки кога ќе дојдете кај пчелите? Лично за мене, ја како пчелар сум веќе 25 години, веќе сум трета генерација од семејството Данилови што се баве со оваа дејност, да речем хоби, за мене е сега хоби, бидејќи професионално сум ориентиран на друга страна. И тоа пчеларството, бидејќи викам дека е семејна традиција, ја овие 25 години, доколку не сум се бавил со пчеларство, секој со некоја друга дејност би се бавил, меѓутоа никој пат не сум зажалил што сум ја почнал оваа работа. Да речем колку е доходовно. Значи, секој труд на крајот на сите пресметки е исплатливо. Значи, јас продолжувам семејна традиција, релаксирам се на пчеларнико, да речем и дека имам некоја солидна заработка што на мене ми е добродојдена. Но не во однос на заработката, во однос на релаксирањето. Релаксирањето, значи јас пчеларството веќе буквално кажано дека ми е влезено во крвта, дека јас продолжувам семејната традиција и лично мене ме релаксира, бидејќи сета оваа работа се одвива во еден природен амбиент, дека сум блиску со природата. Значи, јас сум мотивиран да произведам чист, здрав мед, без употреба на химикали, без на чиста околина, дека тај мед прво го произведам, мотивиран сум да го давам на моето семејство, остатокот ќе го продадам на пазара, но нормално. Има ли некои непријатни ситуации кои ви се случиле во овие години на пчеларење? Ајде да ги запознаеме гледачи. Па, нели, сите кога се збори за пчеларство, првата мисла е дека убодот од пчела. Да, убодот од пчела е специфична ситуација, за некој е опасна, па чак и смртоносна. Меѓутоа, и самиот јас, пред да почнам да се бавам со пчеларење, околу моите родители што се бавеа со пчеларство, имав случка кога од убод на пчела бев пренесен на болница, добив алергиска реакција, сето тоа се заврши, меѓутоа
тоа не ме оддалечи од пчеларството. Јас повторно сам во пчелите и повторно добивам постојано убуди од пчели, бидејќи нели пчелата не е таа што мене ме напаѓа, него ние сме тие што на пчелите и приоѓаме со намера да обавиме некои действија, таа се само бране и при тоа не... Токму тоа сакам да прашам. Да. Какви треба ние да бидеме кога ќе им придеме? Значи, само знаеме дека ни треба... Пчеларот пред се треба да биде смирен, односно да нема Тоа значи дека чувствува пчелата движења. Да. Прво острите движења се прв знак дека пчелата ќе се бране. Непријатни мириси, односно мирис од, да речем, ајде лук, парфем може парфеми, иритират ја пчелата едноставно, бидејќи тие не се својствени мириси и едноставно оно се бране, напаѓа. И сега тие работи пред да се дојдат на пчеларникот се расчистени, нели, дојдеш со припремен. Но да и повторно има убуди од пчели. И повторно има убуди, меѓутоа, да речем, ај јас како пчелар сум навикнат, ние може да примеме убуди 1, 2, 3, 5, 15, 20, повеќе убуди, меѓутоа сето тоа ние го чувствуваме како убод од, да речем, само фигуративно, од комарец. Без тие дополнителни реакции, бидејќи пчелниот отров кај нас веќе организамот имун веќе го прима и меѓутоа тоа не значи дека повторно може да стане алергичен човек и пчелар на пчелен убод, односно на отровот од пчела. И сега интересно дека се заштитувате, можеме да видиме и од снимките со заштитна облека. Пожелно е, бидејќи у моментот кога се врши преглед на пчелната заедница, нормално дека нели ќе се стисне пчела, ќе се направат некои действија што на ники и пореметат нормалното работење, реагира пчелата, за да не се прекине у моментот, бидејќи се дигнат, односно 5-10 пчели се појават у моментот да напаѓат. И сега доколку не си заштитен, ќе добиеш незгоден убод на прво напаѓат на лицето. Значи, они одат со сензори на топлината и прво очите, ушите, устата, таму се најнезгодни убудите, па и може да остават и некоја последица, односно отток, дишните органи да се пореметат. Меѓутоа, со искуствен пчелар не треба да дозволи да се пчелата вознемири и да дојде до прекин на работата поради пчелни убуди. Кажавте искусен пчелар. Има во Кучани искусни пчелари, но колку младите сакаат да се занимаваат со пчеларство? Па да речам сега, у моето пчеларско искуство, кога јас почнував да се бавам со пчеларење, на моја возраст од 33-4 години, бевме ние у една ситуација кога пред нас беа пчелари со возраст од 50-60 години, па и 70. Повторно се појавува сега ситуација, дел од пчеларите, од сега новите пчелари се мотивирани професионално да се бават со оваа дејност, значи веќе професионално се опремуваат, професионално се образуваат и веќе пристапот е со намера да се обезбеде семејна заработувачка во тај дел. Има ги интерес за ова. Делот, повторно има една група на луѓе што се појавуваат како љубители на пчеларството, односно ова хоби. Исто и тај број е значителен баре во нашата општина. Сите тие се обединети у здружение, да речеме, имаме сега кај нас 2 здруженија, едното што ги продолжува традициите повеќе од 50-60 години и тука се сите обединуваме и разменуваме искуства. Сакам да кажам дека на крајот сепак интересот за пчеларење е во порас меѓу младите. Добро, дали вие вашето пчеларење ќе го пренесете на некој? Дали ќе ги оставите овие пчели? Тоа Има некој интерес да покажувате? Дека јас у периодот на кога моите родители, мојот дедо се бавил со пчеларство, ја воопшто не сум размислувал дека некој ден и јас ќе станам пчелар. Меѓутоа, по ред на настани случаи, јас сум почнал да се бавам со оваа дејност и да речем дека во животот никој пат не сум зажалил, затоа што повеќе сум примал од природата, од пчелите, бидејќи самото пчеларство е една голема филозофија и човекот е учил доста од таа пчелна заедница и е имитирал некои негови действија. Да.
кога се добие готов производ, веќе задоволството е големо, така? Па, медот е, да речем, круна на сето пчеларење, Так. да речем, бидејќи постојат и други пчелни производи, сега медо како производ, нели, и како храна, и како лек, треба да е присутен во секое семејство. Значи, кај нас е традиција дека медо се користи во одредени прилики, кога дојде до настинки, зимно време, па и, да речем, козметички работи. Но треба да се употребува како... Меѓутоа, да речем сега и тоа е просеко, докажано е дека нивото на користење на мед на територијата на Република Македонија е символично, незначително. За разлика од кај нас, тие статистички податоци од Западна Европа кажуваат дека огромни количини, по 10, по 12 килограми годишна потрошувачка по човек е веќе голема количина. Да. Но како е да се подигне свеста кај граѓаните да се конзумира повеќе мед? Правите Прво пред се, да. медо е многу скап производ. Скап производ. Значи, некој однос целно на семејство она што сега, меѓутоа, содржи? значи, тие пари што треба да се купат мед, да се жртвуват, не е тоа жртва. Значи, тоа е инвестиција у собственото здравје. Така. Тешко се решава човек да ги тие пари одвое за мед. Тој попрво би купил месо, попрво би купил некој сладолед би земал, сладки би купил. И тоа е составен дел на дека. Сега, доколку, например, доприносот од медо во однос на доприносот од сладоледо или од доприносот од... Нема споредба. На хранливите вредности што ги содржи медот и нехранливите вредности што ги содржи. Битно е сега дека медо е произведен во една чиста средина, дека не постојат пестициди, дека одговорноста на пчеларот у тај процес на производство е максимална, дека ти направи производ што, да речем, и органски производ, што и секој член на семејство и у секоја прилика може да го користи. И тоа е најголемата придобивка. За медот и за пчелните производи и за тоа колку се корисни треба да зборуваме дури посебна емисија. Еве, за крајот од разговорот, бидејќи во оваа емисија ќе разговараме и со Драган Колев од Сдруженијето, кој што го спомнавте. Кажете ми, кои се вашите совети за оние кои доправа сакаат да влезат во пчеларството? Пред се, значи, оваа дејност или хоби не треба да се почнува од првичен теоретски аспект. Значи, секој што се сака да стане пчелар, мора прво да има некои контакти со пчелите, да се потврди дали самиот организам при убот на пчела, бидејќи тоа е неминовност, е алергичен. Доколку е алергичен, веќе ова хоби или дејност за него е оддалечена работа. Нема да значи и вие сте биле. И јас бев меѓутоа мојата упорност со упорноста на некој друг не би ја споредувал, бидејќи случува се тоа. Дека теоретскиот дел е многу обемен, дека за пчелата има пишувано највеќе литература, а денеска таа литература е многу приступна преку интернет. Значи, треба добро пчеларско образование, практична настава и секој може да стане ако и нема почетните проблеми со пчеларење. Инвестициите у пчеларството во завис од тоа колку е амбициозен и колку сака да постигне квалитет се различни. Значи, може да се почне и со некоја, да речем, нула, меѓутоа може да стане и како добар бизнис, со големи инвестиции, со многу помагала и да му стане животна ориентација на секој што е заинтересиран за оваа работа. Во продолжение од емисијата на тема разговараме со Драган Колев, председател на пчеларското здружение Матица од Кучани и заменик председател на пчеларскиот сојуз на пчеларството во Македонија. Добро ни дојдовте во емисијата. Кажав јас дека вие сте председател на Кучанското здружение. Како во моментов функционира нашето здружение и кои се активностите во овој период? Значи, добро ве најдов прво. Па во моментов немаме кој знае какви активности. Сега е летно време, имаме повеќе работи по пчеларниците. Значи, нашите активности претежно се повеќе во зимскиот период и пролетниот, кога организираме неколку предавања, социјална едукација на пчеларите,
со години поред да донесуваме и звучни имиња од странство, имаме донесувано да речеме познати пчелари од Србија, од Бугарија имаме донесувано пчелари како предавачи, искусни со реноме. Исто така и кај нас веќе има доста пчелари со искуство кои може да држат предавања и са добрододени сите што сакат и да држат предавања и па што сакат да слушат. Има секој пат и млади пчелари кои сакат да научат. А исто така можам да кажам дека и цел живот да учиш, со пчеларство никогаш нема да научиш се. И баш имаше еден бугарин многу стар, 85 години, тој имаше една интересна изрека, вика и од најмалкиот пчелар може нешто да научиш. Да. Секој пат има некој новина кој некој пчелар ја работи, а ти не си свесен дека така полесно можеш да ја свршиш работата. Така, се интересираат младите да прашуваат, да знаат за пчеларењето повеќе? Па да, видите, ние работиме по принцип на ментори, да речеме, еве јас имам да речеме неколку пчелари кои ми помагале, веќе сега се веќе пчелари самостојни, неколку години така доаѓаат, се нудат тие да доаѓаат, да помагаат и да го учат за наетот. И веќе можам да се гордеам на некој начин со моите ученици кои веќе и го надмина учителот, веќе имат голем број на пчели, вадат првокласен мед. Сега ова година не е баш многу медоберна, меѓутоа разговаравме за приносите, значи не е на задоволително ниво. Не е воопшто, да. Меѓутоа па секоја година во секој бизнис може да омане, нема сигурност никогаш дека секоја година ќе има приход. Ова година ќе мируваме, пак ќе исправиме за до година пчели. Освен едукацијата, вие правите и манифестации во однос на медот, така? И оваа година се планира манифестација Денови на медот. Да, таа е многу убава манифестација. За промоција на медот и пчелните. Да, знаете и вие, нели секој сте гостин. Значи, убава манифестација, цел град ќе се собере, има настани културно-забавни. Ги изложувате пчеларските пчеларските производи, доаѓаат луѓе, прашуваат. Јас можам да кажам дека пред да почнат манифестациите Денови на медот, имаше многу луѓе кои не знаеја да речеме што е тоа поле. Не знаеја што е тоа прополис. Не знаеја што е тоа млеч. Да. Благодарение на тој сајм веќе луѓето се едуцирани за производите, другите пчелни производи освен медот и колку се тие користи за здравјето. Многу луѓе нашли и лек во тие пчелни производи. Можам да кажам само дека поленот е извореден лек за простата. Сите препарати што се за простата во аптека што ќе купите 90% на база на полен. Да. Значи исто така да не зборувам за млеч. Да, прополисот исто го рачунат како лек на еднината. Благ антибиотик кој се уште не ствара резистентност, ние на бактерија. А од друга страна организмот го прима како храна, а не како лек. Бидејќи секој лек уствари е отров. Да речеме, ќе земеме ние лек од аптека, тоа е благ отров кој ги убива, да речеме, најлаички кажано бактериите, али нас не може да не убие, али има штета за организмот. А сите пчелни производи делуваат на тој начин што благопријатно делуваат на организмот, а во исто време ги убиваат бактериите. А во однос на матичниот млеч, токму и сега е периодот на вадење на матичен млеч. Колку е тој корисен за организмот? Па видите, периодот на матичен млеч е цело време. Значи од мај па се до август може да се вади матичен млеч. Матичниот млеч е една чудна состојка која ја мислам дека науката се уште нема откриено на кој начин делува. Има така некој мисли дека тоа е еден куп на хормони кои успеваат, замислете, обична пчела да ја трансформираат во матица само благодарение на матичниот млеч. Так. Сега матицата живее 7 години, обичната пчела живее 40 дена. Матицата пораснува дупло поголема од обичната пчела и се тоа разликата е единствена само во храната. Нема друга разлика меѓу матицата и другите пчели. Значи единствена разлика е млечот и замислите колку тој, не знам како да го дефинирам, хормонски некоја субстанција која успева да го трансформира така телото на пчелата, па така и на ова се вршени експерименти многу со луѓе, со не знам, со животни, со кози. Во секој случај порастале поголеми, биле повеќе плодни, за плодноста делува. Јас знам да речеме имало причини да речеме и од некои болести си имат луѓе излечени, поготово ако се болести да речеме за жлездите, затоа што он е полн со хормони и хормоните ги, како да кажем, ревитализираат жлездите од човечкото тело и многу луѓе наше лек во млечот. Има зашто да се зборува и има доста пчелни производи за кои треба да зборуваме и треба да посветиме внимание. И само за кратко, во Кочани, односно Кочанскиот регион, па и Источниот регион, имаме квалитетен мед, така? Има ли некој фалсификат? Видите, фалсификат има секогаш, меѓутоа
до сега се нема чуено дека од Кочанскиот регион, мислам цела Или Источна во Македонија, Источниот регион да, на дека е Македонија, имало да. фалсификат. Фалсификати се пронајдоа, тој и ние алармиравме како пчелари. Да. Може да се на патот препознае кај Кичево, фалсификуван мед? многу тешко. Да не се залажуваме, не многу пчелари тврдат дека може, јас сум технолог по професија, јас ќе ви кажам дека не може. Само со анализа, така? Може, да, со детална анализа, затоа што и тие што го фалсификуваат медот, го фалсификуваат со состојки што ги има во медот. Така, Значи да. медот е Значи, тешко може да гликоза се и препозна. фруктоза, тие ќе му додадат гликоза вештачка, така да само со хемиска анализа може да се потврди. Најмногу се последната фаза кога се испитуваат дека медот е чист е по бројот на поленови зрнца. Значи тој што е фалсификуван нема полен. Така. Натре. Под микроскоп ќе се стави, ќе се види и по тоа се одредува и потекото на медот. Дали е, не да речеме, медот од багрем, дали е медот од драка, дали е од детелина, да речеме. Значи тоа е завршна анализа. Иначе сите други анализи може да ги пројде вештачкиот мед, на таа последната анализа на поленот не може да пројде. Но да речеме дека во Кочанскиот регион немаме фалсификуван. Не, нема, јас немам Вие чуено пчеларите сега. работите со природен мед. Да, секој. Јас немам чуено сега во Кочанскиот ред. Што си има фатено, тоа беше во Кичевско, Така. беше кај Росоман, фатено. Да се појави еден прекупец во Кочани со многу ефтин мед, сомнителен. Ние го алармиравме инспекторот. Тоа не беше пчелар, прекупец беше, го алармиравме инспекторот, дојде и го повлече медот. Го повлече медот одма. Значи, вие како здружени Да, можете да да, делувате да, на тој да. дел. Драга, јас ќе се благодарам за разговорот и на тебе и на Слободан Данилов. Верувам дека понатаму ќе соработуваме, има зашто да се зборува за пчелните производи посебно. Секако, добродојдени сте и ние ќе дојдеме кога ќе не повикате секогаш. Благодарам уште еднаш. Мила.